Дека добриот глас надалеку се слуша и дека организацијската поставеност на фудбалскиот клуб Кит го Пекчево, како и идеалните услови во кои се тренира и игра, сведочи на новата одлука на раководството на Фудбалската федерација на Македонија, женското клуб финале да се одигра во Пекчево. Прекрасниот терен во Пекчево деновиве е окупиран со современа механизација и специјални машини, кои со своите активности ќе се погрижат да ја доведат до совршенство тревната подлога на која ќе се игра овој финален надпревар. Ова е голема чест и признание пред се за главниот спонзор Кирил Гогов, кој со својот препознатлив инвестицијски белег во кој покри спортскиот го афирмира и туристичкиот карактер со што го современи Пекчево, а ја развижи и целата Малешевија. Малата наодбрана екипа со која располагала фудбалскиот погон на Кит го Пекчево е дополнителен мотор за да се доведе оваа фудбалска колонија до совршенство. Инаку често да играат на прекрасниот терен во Пекчево, ќе имаат финалистите во женскиот фудбалски клуб на Македонија, а тоа се екипите на Драгон од Скопје и на Тивери од Струмица. Женскиот финален надпревар ќе се одигра во среда на 30 мај оваа година со почеток во 17 часот. Уште од сега, кај љубителите на фудбалот владее голем интерес за овој историски фудбалски спектакл кој за прв пат се организира на просторите на добриот Стари Исток. Што се однесува до првенствениот карактер, екипата на Кит го, поради активностите околу реконструкцијата на теренот, во Пекчево ситен надпревари како домаќин до крајот на сезоната ќе ја одигра во гости. Веќе во недела ќе се одиграат средбите од редовното 23-то коло, во кое тимот на Кит го ќе се сретне со Кижовица на стадионот во Ново село со почеток во 13 часот. Еве ги комплетните двојки за оваа 23-то коло. Слога 1934, Брегалница Голак, Овчепале Малеш и Кит го Пекчево Кежовица. Слободен ќе биде тимот на Рудар 1947. Надпреварите ќе се одиграт во недела 6 мај со почеток во 16 часот и 30 минути, освен средбата во Ново село која рекопе ќе започне во 13 часот.